Добредовте во уште едно видео на YouTube каналот BMG Sport. Јас сум Јовица Симоновски TJ, а вие гледате новата епизода на серијалот Overtime with TJ. Четврти ден на Мундијалот во Катар и повторно 4 надпревари. Одиме прво со надпреварите од групата Ф, каде се Белгија, Хрватска, Канада и Мароко. Ми се свиѓа групава. Денот стартува многу рано, од 11 сатот. Прв надпревар Хрватска Мароко. Но пред да продолжиме со видеото, ве молам притиснете subscribe и одите на звончето за да добивате известување за сите видеа што ќе следат во иднина. Сакам да видам каков настап ќе има Мароко. Оваа селекција има крајно интересен состав. Немаа среќа што се паднаа во група со Белгија и Хрватска. Инаку, сепак не им ги оземам шансите. И мислам дека имаат барем некакви шанси во оваа група. Но овој надпревар со Хрватска е можеби клучен за нив. Ако останат непоразени, тогаш сите опции се во игра. Ел Нестри и Боуфал во нападот. Зијах, Амбарат во средината. Саис, Мазрауи, Хакими во одбраната. Во сите линии имаат одличен квалитет и мислам дека се зрели за успех. Тешко е да извоиш фудбалер на кој треба да се внимава, но сепак главната звезда е Хакими. Сепак Хрватска оправдано е фаворит. Хрватска на минатиот фудбалски шампионат во Русија во 2018 година стигна до финалето. Тоа беше историски успех за нив. Изненади многумина со својот настап, а во финалето загуби од Франција. Но и покрај големите очекувања не се снајдоа баш најдобро на Евро 2020 и загубија во осми на финалето. И покрај одминатите години, Лука Модрич останува главна виолина во тимот на коцкистите. 35 годишниот фудбалер ќе биде решен да импресионира во она што за него веројатно ќе биде последно светско првенство. Интересен ми е составот на Мароко, но ќе навивам на Хрватска и очекувам нивна победа. Мислам дека ќе биде 1-2. Вториот надпревар во групата е уствари шлагот на тортата на четвртиот ден на светското првенство. Белгија игра со Канада во терминот од 20 часот. Белгија повеќе не може да тврди дека е број 1 тим во светот. Неодамна беше заменета на ранглистата на FIFA од Бразил, кој што сега е лидер. Но тие се уште може да сметаат на некои од клучните членови на нивната златна генерација. За нив, ова ќе биде последна шанса за трофеј со репрезентацијата. Како и да е, тренерот Роберто Мартинес конечно се надева дека ова ќе биде нивната шанса за голем успех. Шанса за да ги оправдаат очекувањата од белгиската јавност, па и од европската, би рекол. Испаднаа во четвртфиналето на Евро 2020 и во полуфиналето на светското првенство во Русија. Со играчи како Кевин Де Брујн и Лукаку, кој сепак не е во форма, може да стигна многу далеко. Има неверојатен талент во целиот состав, во сите линии на тимот и време е да ги оправдаат очекувањата. Па кога ако не сега? Канада ќе учествува на светско првенство за прв пат после 36 години. Има импресивни квалификации и завршија пред селекциите на Америка, Мексико и Коста-Рика. Имаше емотивни сцени кога славеа против Јамајка со 4-0, кога го резервираа своето место во Катар. Алфонсо Девис се расплака на својот Твитер канал, додека ги следеше во живо своите соиграчи од репрезентацијата како слават победа, како го превршуваат надпреварот. Тренерот Џон Хердман сака да направи историја со оваа селекција. Иако си направи историја сам за себе, станувајќи прв човек во историјата, прв селектор кој што водел и женска и машка фудбалска репрезентација на едно светско првенство. Многу се очекува од Девис од Бајерн, но пазете и на другите фудбалери. Има Канада уште неколку момци кои што знаат да играат добар фудбал. Ќе навивам за Канада на надпреварот. Сепак мислам дека Белгија ќе стартува со победа 2-0. Другите два меча од четвртиот ден се од групата Е, каде Германија и Шпанија се огромни фаворити против селекциите на Јапонија и Коста-Рика. Колку среќа треба да имаш да играш во иста група со Шпанија и Германија. Ги жалам и Јапонија и Коста-Рика. Германија отвара против Јапонија, надпревар кој стартува во терминот од 14 часот. Се знае кој е кој на овој надпревар, но ајде по неколку збора за двете селекции. Не ми е јасно зошто никој не ја вбројува Германија меѓу фаворитите. Океј? Лоши се во последно време, но ова е светско првенство. Без разлика во каква состојба одела во минатото на светските првенства, Германија секогаш е меѓу фаворитите. Сетете се на епик изјавата на Гери Линекер. Фудбалот е едноставна игра. 20 играчи бркаат топка 90 минути и на крајот секогаш победуваат германците. Ќе видиме. Сакаа да го поправат лошиот настап на светското првенство во Русија, каде сакаа да ја одбранат титулата, но наместо тоа завршија како последни во својата група. Интересно е тоа што влегуваат во голем турнир без Јоаким Лев на клупата по дури 2 децении. Сега Германија води неговиот поранешен помошник Ханси Флик. Јапонија. Оваа селекција никогаш не отишла подалеку од осми на финалето на светските шампионати, а имаат 7 настапи на мундијалите. Има големо искуство во нивниот тим, но има и неколку млади и талентирани фудбалери на кои што треба да се обрне внимание.
Тука највеќе мислам на Такефуса Кубо. Покрај тоа Јапонија може да се пофали со играчи од премиер лигата, како Томијасо од Арсенал и Минамото од Ливерпул, кој сега е позаемен во Монако. Од нив може да се очекува многу трчање и многу борба за секоја топка. Никој не смее да ги потцени самураите. Никој не е поборбен од нив и ќе навивам за Јапонија на овој надпревар. Но Германија ќе стартува со победа, мислам дека ќе биде 2:1. Во вториот меч од групата игра Шпанија и Коста Рика во терминот од 17 часот. Огромен фаворит е Шпанија и све освен нивна победа на стартот ќе биде огромно изненадување. Шпанија се наоѓа во нешто како преодна фаза. Имаат еден куп млади фудбалери. Луис Енрике не се плашеше да ги исфрли од селекцијата големите фудбалери, големите имиња како Рамос, Алкантара и Дегеа. Но колку тоа ќе му се исплати? Стави акцент на креативноста, што веројатно ќе направи Шпанија многу тешка да се надигра. Појавата на перспективни фудбалери како Педри, Фернан Торес или Ансу Фати најава нешто светло за Шпанија во иднина. Но мислам дека Шпанија овој пат не е доволно силна за да оди до крајот на мундијалот. Судбината на Коста Рика беше решена во интерконтиненталниот плейоф, откако завршија на 4-та позиција во квалификациите. Ветераните кои што се уште главни во оваа селекција, Келор, Навас и Брајан Руис, се најзаслужните што оваа селекција славеше против Нов Зеланд со 1:0 во плейофот. За Коста Рика ова ќе биде 6ти настап на едно светско првенство. Најголемиот успех го забележа во 2014 година во Бразил, кога стигнаа во четвртфиналето. Овој пат мислам дека тоа ќе биде недостижно за нив. Се најдоа во една од најтешките групи на мундијалот и секој освоен bod за нив ќе биде рано на историја, на голем успех. Освен тоа, кога главен играч ти е голманот, се е веќе јасно. Не ги сакам шпанците, но Коста Рика само ќе уживам во овој надпревар, нема да најавам за никој. Мислам дека Шпанија ќе слави победа. Очекувам 3:0. Со ова го завршуваме четвртиот ден и четвртото видео. Утре продолжуваме со уште видео од петиот ден на светското првенство во Катар. Не очекуваат доста интересни надпревари. Ќе биде интересно, верувајте. Се гледаме. Чао!